родителите се должни да ги издржуваат своите малолетни деца, доколку школувањето и стручното образование на децата продолжува и по нивното полнолетство, тогаш родителите се должни да продолжат да даваат издржување на децата се до завршување на редовното школување, но најмногу до 26 годишна возраст. Не постои минимално утврден износ на определување на висината на издршката. Потребата на едно лице за издржување најпрво произлегува од утврдување на паричните издатоци кои што ќе му бидат потребни на одредено лице за да ги задоволи своите минимални потреби за храна, облека, обувки, лекување и задоволување на другите животни потреби. Откако судот ќе ги утврди потребите на детето, пристапува кон утврдување и на можностите на лицето да ги задоволува своите потреби, односно да остварува приходи, како на пример неговата здравствена состојба, можноста за вработување и неговата работна способност. Откако судот ќе ги утврди овие околности, пристапува кон утврдување на можностите на давателот на издршката. Потенцираме дека судот ги зема предвид сите економски прилики воопшто, а не само редовните месечни примања на давателот на издршката, а понатаму се утврдуваат и издатоците кои што ги има ова лице за сопствено издржување. Кога станува збор за малолетни лица, односно сопствени деца, судот може да определи и повисок износ на издршка, со кое што ќе се задира во средствата за нужно издржување на родителот кој што е должен да дава издршка, бидејќи се смета дека децата не можат да бидат оставени на милост и немилост на трети лица, односно дека при двајца живи и работоспособни родители не може децата да бидат ориентирани кон средствата за социјална заштита, доколку странката во конкретниот случај е незадоволна во однос на висината на досудена издршка, може во законски определениот рок да поднесе жалба против донесената присуда само во однос на делот на определената законска издршка. Меѓутоа потенцираме дека во овие предмети за издржување предметот не се смета како рес јудиката, односно како веќе пресудена работа, па така да во иднина доколку постојат одредени променети околности кои што не постоеле во време на донесувањето на пресудата, секогаш може повторно да се поведе постапка за зголемување, односно намалување на веќе досуденото издржување.